Месец ноември 2024 е јубилеј на два големи настани од особено значење за Охрид и за граѓаните од нашиот регион. Два големи настани кои го одбележуваат битисувањето, непокорот, борбата за достоинствен живот на личен и семеен план. Во 1944 година Охрид го доживува своето ослободување од фашистичко робство. Ја донесе вечно посакуваната желба на охриѓани за слобода и самостојност, можноста да го видат својот град со ентузијазам и според своите замисли и потреби, во период кој следи по војна и опустошеност, сиромашни ресурси и време на епидемии, маларија и ТБЦ, кои го мачеа целиот регион. А во 1964 година, во ноември како резултат на визионерството, вечната желба за помош на болни и унесреќени, на млади доктори и специјалисти поддржани од општествените фактори во градот и републиката, го основаа првиот регионален медицински центар во Охрид за давање на интегрирана здравствена заштита. Но дали тоа беше едноставно и дали се започна таа 1964? Секако дека не. Низ историјата Охрид изнедрил бројни мудри, писмени и племенити луѓе со хуманистичка и хумана димензија од просветителство, култура до медицина. Ако во 10 век сите овие димензии ги имавме во Свети Климент и Свети Наум, како први учители на сите тогаш познати полиња. Ако Свети Наум беше прокламиран како прв доктор со посебен афинитет кој лечел пациенти со психички проблеми, тогаш Свети Климент во својата мисија го описменил свештеникот Варвара, кој бил посветен на медицината и бил еден од првите лечители во регионот. Мудрите охриѓани во црквите Свети Никола и Света Богородица болнички го организира првиот карантин при влез во градската тврдина во време на ширењето на куга низ Европа. Низ вековите, иако Охрид бил под разни освојувачи, сепак не бил оставен без здравствена помош, која ја пружеле главни исцелители и екими кои ги прателе освојувачите, кои покрај војските го лечеле и домицилното население. Низ историските податоци за 20 век први пишани податоци низ нашите архиви има во 1919 година дека била организирана првата болница, но не се знае каде точно и од кого. Во тој период имало и мисии на лекари мисионери од Америка и Англија, Хенри Брајсот и господја Еркројд. Од 1926 година е отворена и школската поликлиника во градот Охрид, која била стационирана во така наречената Декерова барака, германска репарација на кралството СХС од Првата светска војна и била поставена во Охрид по согласно со градежната дирекција од 5.7.1926 година, како и во согласност со Министерството за здравство на кралството СХС и Заводот за тропски болести од 19.6.1926 година. Со доселувањето во градот Охрид во 1927 година на брачниот пар доктори Владо и Елена Каваеви се започнало со сериозноста во стандардите на остварувањето на медицинските цели. И уште истата година започнале со процесот на здравствена заштита во градот Охрид. Елена Каваева представува основоположник на првата здравствена станица, која подоцна се нарекува маларична токму потоа што таму се лечела најмногу маларијата кај охриѓани. За периодот од 1934 година па до пред Втората светска војна се знае дека на територијата на Охрид покрај брегот на езерото во куќата на Јусуф Бека Голи во 26 соби организирана болницата со инфективно, маларично и хируршко оделение, која ја воделе доктор Костич хирург и доктор Кашиковиќ интернист. Администрацијата која била во приземјето ја воделе високо образовани охриѓани со авторитет во градот, господин Лев Огнен, господин Ефтим Филев и господја Марина Филипчева. Наведените доктори од локалното население едуцирале болничари и медицински сестри од луѓе со афинитет за работа со болни луѓе. Пратечките на медицински работи како кујна послужување перење го работеле кадри од Охрид. Во текот на војната болницата била иселена од куќата на фамилијата Аголи и била претворена во касарна на бугарската окупацијска војска. За болницата се барале други објекти, па истата е преселена во Вила Мирна Никола Герман, каде се етаблирало хируршкото оделение со гинекологија и интерно оделение со инфективен дел. Во оваа болница при крајот на војната и по неа почнува со ординирање доктор Вангел Шорко од Битола, прв завршен хирург специјалист во Охрид. Во болницата кај Герман доктор Шорко со ентузијазам и професионалност вршел операции со локална и етарска анестезија, помагал во комплицирани ситуации при породувања кои ги воделе бабиците Павлина Арнудова, Нада Тања и Сава кои работеле во рамките на оделението. По војната дел од хируршкото оделение прераснува во вистинско гинеколошко оделение, со кое почнува да ординира доктор Курчиев, специјалист гинеколог. Двајцата доктори меѓусебно се помагале во операции од овете дејности.
Во истата болница во приземјето под раководство на доктор Тихомир Милосавлевиќ започнало со работа интерното оделение со инфективен дел и педијатрија. Доктор Милосавлевиќ обучил неколку сестри и помошници, од кои Ламбе Бале обучен да изведува основни крвни и уринарни анализи. Најголем дел на патологија отпаѓале на цревни инфекции, хепатитис и маларија. Со истата организациона шема во 50-тите години на доктор Шорко почнува да му помага доктор Јосиф Сифи Страла од Битола. Со доаѓањето на доктор Страла и со преселба на своето семејство, неговата сопруга магистер Сонја Страла ја развива болничката аптека од затворен тип и галенското производство на инфузиони раствори со помош на персонал кој таа го обучила. Доктор Страла работи до 1963 година, кога за хирург во болницата доаѓа доктор Велја Радовановиќ од Белград, кој по неполни 2 години го напушта Охрид. Во 1965 година се вработува доктор Благоја Малинов, доселен од Софија, кој остава печат во работењето во хируршката служба до своето пензионирање во 1985 година. На гинеколошкото оделение од 1954 година до 1960 година покрај доктор Кјурчиев почнува да работи и професор доктор Милорад Антич од Скопје и првиот охридски специјалист по гинекологија доктор Ристо Филев, кој со својата специјалистичка дејност започнува во 1960 година. Развојот на интерното оделение од болницата кај Герман се движи во правец на формирање на интерно оделение, кое останува да функционира во истата зграда прво под водство на доктор Милосавлевиќ, а подоцна под раководство на доктор Ѓорги Масин, специјалист по интерни болести. Доктор Милосавлевиќ го презема инфективното оделение, кое се преселило на долниот спрат на новоизградениот околиски хигиенски завод, кој ден денес функционира на истото место. Во одсекот за педијатрија во зградата на Герман почнува да ординира и да го води оделението доктор Петар Тилев, специјалист педијатар. Во непосредниот повоен период, како и години пред тоа, Охрид и регионот се до Дебар, Кичево и Струга го мачат епидемии на маларија, туберкулоза, на бели дробови и туберкулоза на коските. Со согледувањето на состојбите од овие здравствени проблеми, новите социјалистички власти олицетворени во формираниот Совет на народно здравје на Република Македонија и Совет на народно здравје при Народниот одбор на општина Охрид, носат уредби за справување со овие проблеми. Покрај болничкиот дел на Герман кој се инкорпорира во новата политика, акцентот се префрла и на превентивната здравствена заштита и лекување. Така во 1949 година се формираат хигиенска станица Охрид, Дом за народно здравје, антитуберкулозен диспанзер со стационар и болница за коскено зглобна туберкулоза, која почнува со работа како републичка установа со независен развој од останатите наведени установи. Во клучната 1949 година се формира антитуберкулозниот диспанзер во Охрид. Истиот формиран и воден од доктор Љубен Савев, во 1956 година ја проширува дејноста и се трансформира во околиски антитуберкулозен диспанзер. Во стационарот, вселен за пациенти, во 1956 година се придружуваат тројца доктори: доктор Петрита Голи, доктор Зарко Захариевски и доктор Александар Петровиќ. Установата за прв пат била опремена со рентген апарат ЕИ-НИШ и филмска лабораторија за развивање на рентгенски филмови. Благодарение на таа лабораторија и на исцрпната работа на рентген техничарот Нанси Грибовски, ги имаме фотографските сведоштва за развојот на сите здравствени установи во периодот на етаблирање на интегрираната здравствена заштита во Охрид. Околискиот антитуберкулозен диспанзер ја организира и проширува дејноста со цел сузбивање на туберкулозата во Дебар и Кичево, каде се формирала АТД служба со локален средномедицински кадар и под водство и докторски надзор на доктори од Охрид. Благодарение на користењето на рентген апарат во АТ диспанзерите во Охрид, Кичево и Дебар, доктор Петрита Голи и доктор Зарко Захариевски етаблираат редовни флуорографски снимања на целото население во редовни интервали од 4 години, од 8.000 до 10.000 превентивни снимања годишно, со што успеа да ја откријат туберкулозата и другите белодробни заболувања во рана фаза на болеста, со што видлива е намали инциденцата на заболувања и потребата од хоспитализација. Хигиенската станица, сместена кај денешна Маларична под раководство на доктор Ристо Бавџанчија, превзема бројни активности на сузбивање на бројни инфективни болести, како и на маларијата која дефинитивно ја ерадицирале во 1956 година. Истата се занимавала и со превенција на бројни заразни болести низ едукативни програми за населението. Хигиенската станица во Охрид во 1956 година прераснува во околиски хигиенски завод и организира првата лабораторија за санитарна медицина под раководство на магистар Љупчо Филдиш.
Магистер Филдиш на почетокот на 60-тите години специјализира медицинска биохемија и ќе стане основоположник на биохемиската лабораторија при медицинскиот центар во Охрид. Околискиот хигиенски завод во 1960 година се сели на местото на денешниот завод за здравствена заштита во болничкиот круг, каде ги добива просториите на вториот кат, додека на првиот кат било вселено ново востановеното оделение за инфективни болести. На доктор Бавџанџија во новата установа му се придружуваат доктор Ѓорѓе Несторовски и доктор Лазар Србиновски, пошто започнува развојот и на останатите одсеци во хигиенскиот завод. Домот за народно здравје формира на местото на денешна Маларична, каде биле дотогаш декеровите бараки. Започнува со диспансерска работа и лекување на граѓаните од Охрид и околните населени места. Во домот функционирала општа амбуланта предводена од доктор Блаже Арнудовски. Доктор Елена Каваева продолжува со својата педиатриска работа во детски диспансер. Во 1954 година се вклучува во работата на општата амбуланта и доктор Петри Таголи, но со афинитет за справување со туберкулозата и доктор Владимир Константиновски, кој се ориентира кон педиатријата. Доктор Владимир Константиновски од тој период пионерски започнува со редовни вакцинации на здравите деца, со што ги постави темелите на профилакса на населението од отогаш тешки заразни болести, дифтерија, тетанус, детска парализа, туберкулоза. Од 1954 до 1956 година доктор Аголи раководи со работењето на Домот за народно здравје, а потоа со оглед дека се диференцира да работи како фтизиолог, од 1956 година е префрлен да работи во околискиот антитуберкулозен диспансер. Од 1956 година во Домот за народно здравје се развиваат заболекарската струка, каде ординираат Иван Грубчев, Аристотел Телит Трендафиловски и други. Отворени се и две здравствени станици во Косел и Белчишта. Во Охрид во 1957 година се организира и првата градска аптека здравје, а подосна Илинден во куќата на Метулеви, од страна на магистар Васил Малевски. Во неа работеле 4 фармацевти покрај Малевски, Ацо и Јорде Лазаревски и Никола Димитров. Ова беа херојски години во работењето на здравствените установи во Охрид, со оглед дека во болницата се отпочнувало со организирање на современо здравство, се опремувале операционите сали, се воведувале стручни практики и едукација на среден медицински кадар, се отварала аптека и галянска лабораторија, се ерадицирала маларијата, се едуцирало населението за изолација при превенција и лекување на туберкулоза, се едуцирале за вакцинација против туберкулозе и други заразни болести. Покривајќи преку 77 населени места во регионот, движејќи се пешки со велосипед, еден џип Вилис од Втората светска војна и еден Ленд Ровер џип на подарок од УНХЦР, биле потребни надчовечки напори во работењето, но ентузијазмот дека нешто се прави за својот народ и тоа успешно, биле право вдахновение и награда. Следејќи ги резултатите на терен од една страна, соочени со расфрлени служби на повеќе локации, зголемени потреби за интегрирани медицински потреби, намалување на трошоците за работа, социјалистичките здравствени власти на Југославија и на Македонија донесле одлука за формирање установа од интегриран тип. Со законско решение од 1959 и 1960 се стекнале услови за осовременување на услугите. Советот за народно здравје и општина Охрид на барање на доктор Аголи, доктор Константиновски, доктор Филев и доктор Захариевски донесле одлука за градење на нова болница во која ќе се централизираат услугите и која ќе овозможи отварање нови оделенија и служби. Во непосредна близина на АТД и стационарот и на околискиот хигиенски завод на 25 февруари 1960 година се удираат темелите на новиот тип на павилјонска болница. На просторот од денешната болница се почнува со изградба на зградата на денешниот хируршки блок, каде се преселиле првите одели од болницата кај Герман во ноември 1964 година. Заради ефикасно раководење, намалување на трошоците, квалитет на услугите, со обезбедување просторни услови во новоизградената болничка зграда на 4 февруари 1964 година на барање на председателот на Општинското собрание Охрид, работна група составена од доктор Петри Таголи, сојузен пратеник, доктор Зарко Захариевски, пратеник во околиското собрание, доктор Владо Константиновски, доктор Лазо Србиновски и Живко Митревски, секретар на Општинското собрание Охрид, доби задача да ги проучи организацијата, работењето како искуството од работењето на веќе востановените медицински центри во Социјалистичка република Србија и Социјалистичка република Хрватска, со оглед дека во Социјалистичка република Македонија немало соодветен модел на организација. Оваа група во тек на февруари во Белград и Загреб имала состанок со соодветните здравствени власти и ги посетиле медицинските центри во Шабац, Вараждин и Биеловар.
Поучени од начинот на формирање на овие установи и законските регулативи со кои се обезбедува трансформацијата во вакви интегрирани здравствени установи, доставиле извештај до Околиското собрание во Охрид. Се заклучува дека и во Охрид и околијата е можно реструктурирање во медицински центар, па во мај 1964 година собранието носи решение за формирање на медицински центар. Со ова решение се отвара патот за фузионирање на Општата болница Охрид, Околискиот завод за здравствена заштита Охрид, градска аптека Илинден Охрид, здравствената станица Косел и здравствената станица Белчишта. Во новиот медицински центар во моментот на формирањето во сите структурни единици кои се споиле биле вработени 8 лекари специјалисти, 18 лекари по општа пракса, 6 лекари на специјализација, 32 здравствени техничари, 29 медицински сестри и бабици и 4 фармацевти. Од постоечкиот кадар во моментот на формирање со нови приеми и нови специјализации формирани се хируршката, интернистичката служба, гинекологија, ОРЛ, антитуберкулозен диспанзер со стационар, педиатрија со детски и школски диспанзер и стационар, хигиенско-епидемиолошки завод со сите своји одсеци, градска и болничка аптека, служба за заштита на зъбите и општа служба со сметководство, економски и технички работи. По усвојувањето на основачките акти за формирање на медицински центар почнува вселувањето во новата болничка зграда на местото на денешниот хируршки блок. Просториите во новата зграда ги делат сите ново формирани оделенија со оглед дека во наредните години продолжува со градба недозавршениот дел на сегашниот интернистички блок. До крајот на ноември 1964 година е завршена преселбата на постоечката општа болница од куќата на Герман, а свеченото отварање на медицинскиот центар и новата болничка зграда е закажано за 17.1.1965 година. На тој ден во посебен протокол во кој учествувале функционери на локално, републичко и сојузно ниво, во присуство на вработените во новиот медицински центар, на доктор Петрита Голи, клучевите на болницата му ги дава господин Јаким Спировски, председател на Околиското собрание на Охрид. Формирањето и работењето на новиот медицински центар ја започнува современата историја на развојот на здравството во Охрид. Со тоа се стекнати услови сите вработени доктори во периодот на основањето на центарот да добијат соодветни специјализации и да станат окосница на развојот и ширењето на сите организациони единици. Се едуцира и соодветен средномедицински персонал, па со време бројот на специјалисти вработени се зголемува, а својата работа ќе ја продолжат во новоотворената зграда на денешниот интернистички блок во 1977 година. Отварањето на оваа зграда ја уприличија тогашните директори на установата доктор Уско Арнаудов и доктор Веролјуп Василевски. Со оваа новоизградена зграда дефинитивно се делат интернистичките од хируршките гранки и болницата ја добива денешната просторна физиономија. Формирано е современо очно оделение во кое доктор Голев се занимаваше со лекување на рефрактерни аномалии и со изготвување тврди леки. Се формира невропсихијатриското оделение со стационар на чело со доктор Павел Тунтев и на третиот кат од новата зграда се смести дел од гинекологија за лекување на стерилитет, водено од доктор Гого Стефанија. Решавањето на просторните услови овозможи развој и делење на дополнителни служби, како анестезиолошката служба, травматологија, урологија, интензивна кардиолошка нега, ендоскопија, кардиолошки кабинет, нефрологија со хемодиализа, неврологија, психијатрија, очен кабинет за производство на контактни леки, единствен во поранешна Југославија под водство на доктор Ристо Голев. Хируршкиот блок кон крајот на 80-тите години и почетокот на 90-тите години на 20-тиот век под раководство на доктор Никола Наумов ја доживува својата прва ревитализација и модернизација. Се изгради опреми хируршки оперативен блок, се оформи современа централна стерилизација и се оформи современа интензивна нега со 8 легла и централен довод на гасови и кислород. Наведената нова структурна промена во хируршкиот блок овозможи воведување на посложени хируршки интервенции. Во тој период гостува и бројни хирурзи и професори од клиниките за дигестивна хирургија од медицинските факултети во Скопје и Белград. Непосредно по отварањето на хируршкиот блок до 2009 година се отвори дневната болница на интерното оделение и компјутерската томографија на оделот за рентгенологија. Во 2009 година по лобирањето на доктор Владо Стефановски, пратеник во Собранието на Република Македонија, Министерството за здравство и проектниот кабинет на истото потполно ја редизајнира зградата на хируршкиот блок, за да од 2013 година го имаме денешниот изглед на болницата. Денес, медицинскиот центар, иако доживеа низ времето неколку трансформации во рамките на општествените промени, остана единствена здравствена установа во Охрид која пружа интегрирана здравствена услуга на преку 50.000 охриѓани.
Израсна во здравствен гигант со 467 вработени, од кои преку 63 доктори специјалисти, 37 доктори на специјализација, 5 фармацевти, околу 250 здравствени соработници од сите профили и уште 130 вработени во техничката служба и управа. Сите заслужуваат посебна благодарност и почит за својата работа. Благодарности за сите оние споменати и неспоменати кои во историјата на охридското и македонско здравство се вградија себе си и несебично и визионерски ни овозможија да ги уживаме моментите за работа во денешните услови.